Другари, здраво на сите. Немаше ме, колко ме нямаше? 3 дена. Оправдано оставив да ми ги изгледате видеята, а не, зафркавам се. Беа ми уклучиле да ми го одобрат канало, пошо имам shadow ban, например, кај многу луѓе не се појавува. И гледате коментарите ми ги гасат, па као нещо не е уред со коментарите, па окей. Канало расне, значи од 6000 беа ми го исклучиле, уништиле монетизација, тргнале реклами, чуда, ништо тие работи. Ја не уклучувам реклами, сега, например, за да ме натера да ги уклучам тие реклами, гледате што се дешава, shadow ban, немат профит, разбираш. Чудото го гледат многу луѓе. Уствари, мислам, како за македонски услови, како за кажи го, за крипто, како што 99% од луѓето не веруваат, доволна бројка има. Уствари, во Македонија има повеќе измамени од крипто, отколку што седнат да гледате денеска Славчо објави. Па измаменен граѓанин, не знам, брат, како е возможно да успеат да дојдат до тоа да ги измамат, а да не икат на интернет да погледнат едно видео. Ама тоа си е крива политиката. Ние Грујо креираше добра, мислам, беше кренал да креира добра полиција, интернет полиција, али тај систем изгледа комплетно уништен и не функционира сега. Некем да мешам политика бави жави, ама у таа држава сите тие институции уопште не работат. А не би коментирал за тоа што се случи, мислам, овој крипто канал, страшно у таа држава. Тоа е тешка работа да се оправи у скоро време, там до 2030-2035 ќе биде уште полошо, така да. Мислам полошо. Ќе биде подобро од Америка и од Европа, ама лошо за тие, например, од мојата генерација, што сме виделе многу подобар и побезбеден систем. Значи, оваа ме омилена слика. Тука сите ми се смеат, викам другари, сите ги стојате пред оваа порта. И денеска стварно сите стоат пред таа порта, ама само што никој да разберат да улезат. А па ако читам па тие коментари, па човече, додека брмблам, покажем еволуцијата на компјутерите, еволуција направија, македонецо никако, брат. Читам коментари на разни групи, лудаците од крипто, пирамидална шема, човече отвараш му слики, гледаш фамилиарен човек, на другиот му отвараш слики, гледаш факултет, третиот му отвара слики, гледаш IT, ставил, не знам на зафрканци или шо ли е, четвртиот го гледаш цел свет обарнал, прошетал и пишале биткоин превара, крипто пирамидална шема, блокчейн глупост. Не знам, брат, не знам, стварно страшно е до кој степен кај нас луѓето се. Ја, например, секогаш викам дигитално неписмени, они се лутат, а уствари тоа е комплиментот, има многу полоши зборови. Многу полоши зборови има, така да јас сум дигитално неписмен за повеќето теми. Мислам за тие што сум одлучил дека немам време да ги изучувам, додека сум концентриран на крипто. Така да, и јас сум дигитално неписмен, луѓе, да не мислите дека сум писмен за се. За крипто сектор сум 99% писмен, знам да се снајдам да се оправам. Али новиот апдейт што иде на ова, брат, поздрав до македонските геймери, новиот патч, февруари 5, човеч, брате. Брате мили, шо ќе биде ово чудо, брате. Нешто у Сиетл стана толку многу ладно, што најискрено да кажам, у 7 години не е имало такви температури. Мислам, било е паѓало и под нулата, ама не е било до тај степен да замрзнуваш. Значи, новиот патч ќе биде немало, никош да биде активна играта. Да, другари, овие геймерите, брат, по пораки, по коментари што филозофира, што правиме февруари 5, брат.
Ево, права се чудото. Тук ки ви ставам доле линк да прочитате малко. Deathmatch Modes, Multiplayer Racing, New Single Player Test Mode, кеселита тук да се изстражува, да се видят чудата. Exploring sectors and discovering planets, the future of Star Atlas. Fleet Command Test Mode, това за мен е за Sage Lobs, да гледам от 3D. General Updates. То забрив да кажем. Тук ки ви го ставам да го прочитате, тия ще сакате да читате. Ки имат доста интересни работи. Мен ово ме интересира. При Private Friends Lobbies, значи Private Gameplay, Friend to Multiplayer Season, Deathmatch, Minimap Update, Optimization, Fleet Control. Значи ке креираме групи, тука подсачена ке има. Ке креираме групи и ке тестираме тука и фактически ко тестираме ке и помагаме на шо се најдат багови да ги поправят. Ке видиме дали ке има награди, дали ке организират нещо за тръки да има награди и за подсаченето. Ке видиме баш тоа ме интересира, колку треба да дадат нека добра награда за да има повеќе луѓе да се заинтересират да тестират. Ке ви го ставам ова оваквото и ке си го читате. Едно кратко видео чисто да тестирам дали ќе се појавят, значи преходните 3 дена тия видеа што ги снимав, нешто не знам, не можев да ги аплодирам. Не можев да ги аплодирам, едното звук ми немаше мистериозно. Не знам што се дешава со YouTube, ајде да речеме, чекай малку само. Да речеме дека ајде не ми беше одобрено. Дечкото. Мам, да не псувам, одакle ми заде врачи. Ова е типо што снима познатиот канал што е, кој се викаше Beyond the Horizon 2006-2020 и ово е син му. Значи он на првото видео играе и после дава на син му, ама син му, брат, младите геймери се за закон. Он гледа како легенда. Добре, Малио. Али свија ми се мапата. Значи пукате, трябва да убиете убийство и да го днесете округо. Тая што сте го убили, трябва да го днесете округо по ено, за да добиете по ен. А от сите страни ви пукат. Интересна е мапата. Уште ги се работе на нея, ама е супер мапа е. Свиме се. Ако кој не верува, нека не верува, игричката се развива. Американците исто рокат. 14 држави ќе упаѓат у крипто. Америка има 50 и едначка. Ќе види интересно. Ја па 50 едначка. 50 држави, а 51-та ќе биде Канада. Ово не ми се свиѓа. Ово чудо е аномалија екипаж. Пишафи идеја. Тука ми го нема. Значи, ово барем флоутинг некако да има оружјето да лепде над чудовиштето. Иначе гледа, брат, пипавците у раката го држи некако много чудно. Иначе ово е аномалија. Не знам, братче, колку пари ќе вреде.
Но во аномалија што му се падна на овај, некое суштество, не знам колку пари ќе вреде тоа чудо. А овај лудако отвори за, тоа го постирав во групата, за 46.000, чекай да видиме дека беше, за 46.000 долари отвори лудио, кво? За 46.000 долари купи платинум пакс екипаж. За 46.000 долари, човече. 1000 комада. 1000. Која легенда? Кој знае какви работи се вкупно му се имат паднали? Кој знае колку пари ќе вредат тие чуда? Тоа на кратко само видео ќе направам, утре ќе направам до бул маркетот се чека да експлодира, брат. Мене ми скисна да правам нон-стоп секој ден. Килита, другари, ќе има бул маркет и тоа е. Гледате кам шо пропадна. Сега ќе правам секој ден видео да го убедувам дека ќе има бул маркет. Продавајте ако сакате и бегајте. Значи нема друго интересно. А чекай, што сакам да покажам сега и изгубив ја мислата. Не знам што сакам да ви покажам и ја изгубив мислата. Ој, враче, Coin Telegraph, за жал мора да ги читам, не може да ги гледам, брат. Ethereum Solana, Ripple. А ево татко му на... Чекай, Elon Musk father, Elon Musk aims to rise 150 милиони to 200 милиони. Ево е. Шо ви кажам, брат. Ков татко, таков син, иначе типо, цијаш, брат, работе тамо воени бази, чуда шо нема изградено и приказни за мала деца. У гаражата почнаа у Јужна Африка и станаа милиардери. Нешто сакав да покажам и го изгубив линку. Дека беше... Или са го избришали. Имаше нешто много интересно за дека биткоин до март ќе лита 150.000 долари. И много мразнам така кога ќе ми си изчезне. Те ова бога ми, брат. Сатоши, другари. Ова е добра слика, треба да си разгледате. Доро, зашо го нема? Баше, брат, ова е изворот, брат. Ова е изворот каква штета направи човече. Каков бул маркет ќе имавме оваа гнаса да не се појавеше? Да креираше таа берза, брат, FTX. Значи, оваа гнаса, другари, е најголемата штета у криптосветот што се појавила. Значи, ово ѓубре, ние до сега биткоин ќе беше 200.000, Ethereum ќе беше 10.000, Cardano ќе беше 7-8 долари, 8 долари ќе беше и Star Atlas. Значи, ово ги уништи сите, брат. Посебно штета направи на Star Atlas. 50 милиони долари што и беа у тоа време за проектот да се развива, заради ово говедо, заглавија на неговата берза, брат, и уште не се и врнати, не и се исплати на Star Atlas. Замислете се, уште Америка ги држи парите, значи ќе продава, не ги е врнала сите, нели они продаваа нели Star Atlas и се, ама овие не се ништо објавиле дека и се врнани парите. Оти овие Star Atlas мислам дека беа ставиле кеш на staking rewards таму са си имат. Значи FTX беше америчка берза, Star Atlas е америчка компанија игра и најнормално стават ги у FTX, у најдобрата америчка берза, што сите политичари ја рекламира и тој, и стават ги 50 милиона на staking rewards, не знам на колку проценти, и оваа гнасата и ги беше украдела. Значи замислете си Star Atlas да имаше 50 милиони долари пред години,
колко по-напред ке одеш. Значи, другари, пролистувайте го Криптораз, я ови денови нещо съм много неактивен. Пролистувайте го Криптораз, ако нямате време да му ги гледате видеята, он ги гледате, прави принтскрин и каже го, постира доста интересни работи. Шо сакав да покажем, луѓе, не е ясно. Много изгубив мислата. Ова брат, ще стана легенда. Сончето. Нещо, шо ми бия пишале коментар плюс. Трябваше да зборам, али не ми тикнува. Другари, не шо се плашите, брат. Не шо се плашите. Гледате, биткоин домина с умрела. Да, брат, не ме зафркавайте. Ево, биткоин домина си стое, кој ќе иде там 130-150, после Ethereum. Луѓе, прашањата много ме нервират. Прашањата, шо мислиш? Луѓе, тука е се предпоставка. Нема тука видиш од того шо мислиш. Као да, например, кога ме прашат порака, брат, ти шо мислиш? Колку проценти си сигурен? Тоа што се кажал така ли ќе биде? Другари, тоа е жив маркет. Ја ако сум сигурен, ако знам, брат, ја ќе бидам милиардер, ќе знам точно кога да го продавам, кога да го купам. Не да travaате така у крипто, престанете да прашувате такви прашања. Ово се тука е шпекулација и предпоставка, значи чекаме да видиме Трамп колку држави ги се уклучат. Многу е просто да седнете и да размислите дека не е само да прашате нешто, како чекај, брат, досадно ми ќе опрашам нешто само да му досаѓам. Значи размислете логички, значи никој не може да погоди. И тие што ми пишувате $500, онајпат 6 души 7 блогерав. Прочитал групата, брата, шо се глупираш, зашо да не стигне $500. Брат, леле, другара, забравив му името. Пријател што беше пишал много добра аналитика. Како може луѓе $500 да стигне? А вие разбирате ли дека тука се гледа market cap 3,5 трилиони. 3,5 трилиони market cap, сев купен market cap, другари. Од кои 2 трилиони е биткоин. И Ripple да стане на $500. Што колку е там, колку беше пресметал мрзим да сметам сега. 58 трилиони. А на 1000, луѓе, вие разбирате ли математиките, вие разбирате ли ги парите у светове? Да, жите се, брат. Значи, у пораки да ми пишете тоа сериозни фаци, брат. Гледам млади дечки, што там му постират технологија, чудово оно, што они највеќе треба да се... Вие математика не знаете, брат. Какви си вие, кога ќе помножите колку ги има Ripple со ово, како може, брат, да верувате у $500 ово? Ще вонземјани да дојдат да изкишират некои там непознати легури, метали и чуда. Какви сте тие глупости, другари? Се и ја лупам, брат. Солана исто там на некои ванземалски суми ми го кажуват. Другари, кучето на Елон Маск, ако ми лупна там $100 ки бил $100, брат. Не знам стварно тие луѓе. Гледате ли тука вие 147? Гледате ли вие, знаете ли circulation supply? Тоа ми текна. Чекай, сега ми текна. Имаше коментар, ама му изчезна. Дека беше... Нема да го најдам сега, но... Имаше коментар интересен и му изчезна. У стилу беше... брат, многу чуден, еден беше добро културно напишал, нели, дека многу чуден англиски сум зборил, сум читал, а другиот беше пишал дека многу чудно како е можно 11 години сум Америка, бил сум нешто експерт за Кардано и за Старадла, сум форсирал и сигурно не знам, требало ми идно пари да направам. Нешто како беше коментаро, не знам, и зашо не сум правил професионални видеа, као стило, и многу сум зборил дека сум се прозевал и за кафето му сметал. Пази, место да праша некој прашање, отворив му го канал, гледам там нешто за музика, некој аматерски, клошарски канал, разбираш, со там ни еден лайк, ја му ставив еден дислайк, чисто да си има, и еден коментар му пишав, не сум правил, не ми го даде дека е врнал. Значи, улава ке мене у каналу и ми вика за професионални видеа, а он има YouTube канал што нема професионални видеа. Ништо там, постирал некој си музика, фантазија, там нешто глупости.
некој тенџирење тропа што се вика, значи другари за едно видео 30 минути да се направи квалитетно. Требе 4-5 сата да се мачам со програми, со чуда, лепи, сечи и на крајо ќе ти го рокнат, видеото го имат гледано 524, 53 коментара, така ли? Се думи се лайк. Лимитет ми е стајано, денеска ми ги активираа фул, значи монетизацијата, овие рекламите да се појавуват и додека не ги уклучив, значи нон-стоп ми забушава коментари, мистериозно видео не може да постирам. Значи самиот YouTube како ти расне каналот си тражи ово да се уклучат овие. Значи вие можете скип идете, не ги гледајте рекламите или си користите Brave како јас си користам. На Brave другари, гледајте, на Brave да речеме, уклучувам го видеото на Brave браузер. Ово е Brave браузер. Ево како изгледа. Значи ово е Brave браузер другари. Имате си тука волет, ки си регистрирате и посебно на телефонот ви дава линкови такви реклами, ке најдете ке мене има видео. Има видео. Гледате, нема реклами. Нема, колку и да го вратите, колку и да чуете, на Brave браузер има таму опции, оно автоматски ги бирате, ама има опции, ако не ви се наместо автоматски, има опции што ги блокира. Значи нема никош, од колку користам години, колку го користам другари, 6-7 години, не се кеам Brave браузер кога на Brave. Значи нема некакви музилакви, на Chrome ми е на програмата на Star Atlas на автоматски. Иначе другарчиња, го, Brave браузер, страшна работа. Значи нема реклами. Да не мислите дека ми за рекламите. Значи уклучив ги за претераве човек овие со тие коментари ми тргат. Се нешто се на мојот, на ниеден канал имам пријатели, на нивниот канал ништо не се случува, се на мојот канал брат. Коментари исчезнуваат. Например, некој ми коментира, ја ќе му врнам, па он ќе ми коментира, иако сум наместил да ми излезе известување, брачи нема го тоа известување. И например, видеото што е интересно, лимитет ти стават. Значи, ништо да не направиш. Гледај ги овие другите видеа што највеќе луѓе ми вика снимај такви брат. Дека беше видеото, гледај, и вие и ја ќе земам 4 сата, ќе се спремам да направам едно видео, така ли? И овие гнасите, дека беше, брат. Значи, за мешаното, што правам, ја другар, не ми требаат професионални видеа сега. Мене ми требаат професионални видеа, гейминг кога ќе почнеме, треба да правим професионални видеа. За крипто не ми треба, брат, 5 сата, немам у bull market време ја да сеам 5 сата, за да направиме до 30 минути такво. Зашо? За да земат овие гнасите да ми стават тука лимитет, така ли, да ме нервират. Или ово, дека не е такво, каже го, дека ништо нема. This video cannot be не може да биде монетизација. Збора монетизација, ја не ги ставам, нели, да ми плаќате, туку што ги гледате видеото и што ќе се појават реклами. Например, да ми дадат таму некои центи смешни, ама финтата е, гледаш таму сум употребил некој дел од видеото, има нешто од друг канал земено, иако гледаш, иако the owner allows the content to be used but you cannot monetize your video. Значи, иако он дозволува, ти не можеш, брач. Видите така, ќе направиш некој интересно видео, ќе земеш и сечеш од други видеа, и ќе те рокнат овие тоа. И некој ќе ми рече, брат, направи професионални видеа, значи не зборам професионални видеа како Македонија, немам Македонија професионални видеа за крипто. Професионални видеа, стварно сериозна екипа што ќе направи лепенки, многу добри, уникатни, например, ќе мора да се купе ќе мора да се купе од вештачка интелигенција, некој, не знам што ти знам таму, да се купе, например, од Twitter, и да ти генерира слики, видеа, ако може, и лепи сечи, да се направи нешто што го нема на интернет, разбираш, нешто уникатно, да ти го составе и да се спремаш убав текст, например, да не рипаш од тема, треба страшна концентрација, например, и да го ставиш, например, да седнеш да го составиш, ама не можам, брат, у bull market да седам ја да правам такви работи. Ја пробав едно време да правам такви работи и сите канали ми ги испоништуват, разбираш, ти замисли се мачеш, толку пари сам потрошил, например, да се преведуват и се, и на крај ќе земат, ќе ти кажуват, копирајт е, оно, пишуваш му ти на тај што е негов канало, дали можеш да го користиш, и ако ти пишува дека можеш да го користиш, овие од YouTube пате зафркават. Значи, што ви кажам? Не ми требат на мене
монетизация, нищо. Уключив го за да не ми правят shadow ban. Значи, когато има монетизация, нели они правят пари от моя канал и няма да ме дират, разбираш, барем да не ми блокират, тъмън почнава, гледаш обава, има коментари, значи по пейстри, то не е малко коментари, разбираш. Да тъмън почнаваме коментари, луѓето прашуват, ке трябва нещо да прашат, я не можем да ги читам коментарите. 3 дена коментарите не работя. На някои видео нямам коментари, луѓето упораки, брачи, дебатираме пасе. Значи от YouTube се вракаме па упораки. Значи, не се докажава. Значи, типо ми вика, брат, какво може ти, вика си, какво каже го, 11 години в Америка да не знаеш английски. Аз защо викам в Македония, брат, живеят дигитално неписмени луѓе. И, например, питай, прати ми поръка. Я и от други видео съм кажвал, че луѓето замислят Америка, ти доваеш тука и ти си обкружен с Америка. Те не разбират 50 държави има, брат. Имаш толкова градови, населби, селца такви, чуда имаш, улички посебни, квартови, брат, посебни мала, посебни затворени области. Значи ние тук не живееме, брат, с американците. Какво замислят? Че я имаше първия път, който дойде в Америка, например, от Джерси, там бе обкружен с американци, да рече, му тай нейбърхуд, дека живеев, то бе се балканци, иммигранти, че я американци видов пръв път на аеродрома и на, каже го, на работата там, от тия някои босовите, по-големите там шефови човея. Че вие го замислил тук, като ти дова. Американците се селят, братче, когато направят пари, селят се длабоко у Америката, а тук, мислям, длабоко. Какво да ви кажем? Там дека е индустријската зона, они бегат от тази индустријска зона и каже го, бегат от тази индустријска зона, рентат ги куките на имигранти, ще довадят да работят, а они си бегат там по длабоките населби и си живеят само с американци. Че има посебни маркети, например, когато идеш и търговски центри, комплетно тия реднек, тия американци, комплетно, значи, са оригиналните американци, тук се милион години ще се вика. Така се вика милион години. Иначе индианците са тия со 2 милиона години. Али сега да ви кажем, они мислят тук ти си отдел и аз всеки ден правим овец с американци. Какви американци, човек, ние сме тук балканци, брат. Че я тук у 7 години усетил со ни един американец мовет не съм направил. Освен кода да ядам у ресторант, нели со келнер, бармен, там ще седнеш да направиш мовет и колко ти ги направиш. Они мислят ти дойдеш в Америка и ти толкова проанглийски си, брат. Че я уста не съм отворил на английски, брат. Одиш у продавницата, брат, че балканската тип зборе на сръбски, брат. Одиш, брат, че у най-другио маркет, що е вот и тая типката е русинка. Одиш от третио маркет, брат, типката повечето са шпаньоли. Ще каков английски, бе, брат. Ще ти не знае да отвори устата, брат. Не може да се разбереме. Стане да продава, не може да се разбереш с в продавницата, човече. Що вие го замисля тук, ти, брат, довагяш и за 11 години стануваш професор по английски. Ало, бе, тук имаш македонци, децата ще са родени на школа, защото вие дома не знаят да й покажат лекцията, бе, брат. Не знаят да й покажат нищо, бе, брат. Ай повече жените така повече и факе то лейка да ги учат. Иначе татковците, како мене, дус до видус, че въобще ни одеме на работа, бе, брат. Аз съм дел тук пари да правим. Че вие го мислите и трябва да дойдеш и ти трябва експерт да си за английски, бе. Че ало, ние имахме келнерки, шо не знае английски, бе, брат. Шпаньолки бе, на шпански сбори, аз съм кажал това. Другата ни беше македонка, третата ни беше сръбинка, четвъртата ни беше бразилка. Че не знаят да лепат на английски, брат. Мислям, колко да се разберат. Че вие шо го мислите тук, ти одма с акцент сбориш, тук Тексас акцент, някой Майами акцент. Или луги излезете от тази филм, брат. Че аз съм научил английски от Cartoon Network и от телевизия. От филмови. Да не мислите, у школа ме нещо учили. То замисли, я бев срекеш у Cartoon Network гейминг, гейминг, първо превенствено гейминг. И аз съм научил да читам на гейминг. Значи защо морав да научам да читам за мисиите да ги правя. Значи не се я научил, школото английски да са ме научили. Че кой школ, ние на школа не одехме, луи. И аз съм 40 годишен. Какво школа от това време, къде нас беше дива лига, брат. Спиш на часовите, фантазираш си, излезен си, онът изборът и си улезен от друг филм, че ние не ги не слушахме, що сборът. Лупа зелените комунисти там. Ай, ке дойде, она си там пие кафе, пуши си цигари от канцеларията и на нас не вика, вие дечки читайте нещо. И ти си тук църташ нещо, глупира си. Кой школа, кой образование, луѓето Македония беше дива лига в мое време. Едино, който в металната беше така по нещо културно, машински и електросектор.
Ония другите братче бе, мислям, Яко Машински, имаше дечки, стварно ги биваше, ама мен никой ще се ме интересира да работи. Мен ме интересираше аналитика, мистерия, гейминг, история, например, ама това е истинската история, т.е. митология ме интересираше, брат. Митологията е истинската история. Утре ќе направя по-така детално видео да ви обяснам сега, да не я тупам. Каков английски, бе, брат, вие трябваше от мен 11 години в Америка бил, че пайде, тук аз съм най-големият талент. И аз станах милионер без английски. Овие американците тук знаят английски, не са милионери, работят по цел ден от събаля да вече. Значи аз, що трябва да се прогласам за научник, за гений. Дойдал съм в Америка, не знам английски, а съм станал милионер. Овие тук живеят, знаят английски и да пишуват и се, а одат на работа. И ай па това чудо. Ми го обяснете. Коф английски, бе, другари? Вие трябва обща комуникация. Не, няма за нуклеарна физика да разправяме тук с американците. Ще знае се, здраво, чао. На работа, що правиш ти? Ние тук работиме, брат. Ние не клюкараме, не оговаряме на работа, ако отидем. Що мислите, ние отидем и како вас, македонците. Дръжиш я това пенкала от раката и бръмблеш с това и с онай път ти спадат от работа, така ли? Луѓе тук се оде, бум, на работа. Работеш 8 сата. Ще ти на паузата там нещо, ако се позафъркават и то е. Що го мислите ние, дека тук седем и да раздаваме сливи на гавер? Абе, другари, много погрешна слика имате за Америка, бе, брат. Че я последните 3 години американци ще имам видео само на плажата да се разменим и да кажа здраво. Защото тая елита, мислям там дека одам на плажата е стварно богаташите, стварно си културни луѓето, разбираш. Значи минат ти кажу здраво, чао, здраво, како си, значи и то е, и те отминат. Шо мислите да ви, че я у 6 години тук съм едва и направил на улицата с 20 самобед. Нещо за геополитика така се закачиме, разбираш, пошо я разбирав и он, я нещо правя в мобет на телефона, он ме слушна. Русе ли се овоно и тай стил, знаеш, геополитика нещо. И стварно се надоме. Типо накрая спана мултимилионер, много мразеше Трамп, я му обяснив, например, защо Трамп е по-добрата верзия. И сега чекам летото да дойда, ако съм още тук да идам. Знам типо, нали, дека се шета, да го речем, брат, шо бе, ти кажа дека никой ще няма да го поеде Трамп, значи у тај стил со неколку луѓе што сум комуницирал, например, што они са ми пристапили, разбираш, што интересни сме и ние, ако збораме телефон, нели, тука се дереме. Че кој е англиски, бе, брат, што мислите ние довајаме тука и така ли, збореме, уста не съм отворил на англиски. Тука збореме македонски, со бугарите, со србите, со црногорците, со босанците се дружиме. Че ја не се дружим со американци. Шо би ја научил од американец, брат? Ти поде на работа и тоа е. Не може да му изкопаш никакви информации. До душа не од сите, не има луѓе, например, у Нью-Йорк што сум родил, там може да изкопаш информации. Ти луѓето, разберете, американци од секој различен град се различни. Например, у Нью-Йорк се други, там се најкомуникативни, највеќе делат информации. Од се богати, разбираш. Джерси, например, тие уста не отварат. Тоа е пекало на земјата. Там, кој е уидел од Джерси, там не е успел. Тоа тамо е страшно, брат. Мајами, например, друго, ама там сме европјани. Сите там што се родени тие деца, тоа се од европски фамилии. Мајами, кога идеш, не зборам за Флорида, зборам за Мајами, Мајами, друг такво. Мајами, Винвуд, кој беше там другиот, Брикел, сасвем други тие делови там. Населбите што беа. То сасвем Брикел, кој беше и Винвуд, тоа брат европјани. Ще си правиш тамо мобет за Европа. Ще ти е английски broken, значи, кој да ви кажем, ще ти там со италијани, со шпањолци, со наши балканци, со руси, со украинци, со поляци. Како мислите ви дека англиски они зборат? Че они зборат уште полош англиски од мене. И ти како ќе научиш нешто англиски, он најинтересно беше, например, американци на работа што не слуша ми вика, брат, вика, вие зборате чуден јазик, се разбират. Стварно тоа е многу интересна работа. Че он лупа зелени, ја лупам зелени, ама најинтересно е ние се разбираме. Че тоа е најинтересната работа, брат. Значи ние двајцата го знаеме на што мислиме зборо, а и двајцата не може да го погодаме што се вика. Луѓе, бе, тука се довеѓали луѓе, наставници, професори, брат, по англиски. Разбираш, доваѓа и ко почувај, гк, шо бе злато? Ама, брат, ово е чудна работа, бе. Ти едно е, брат, ти си завршил с нам, прочитал си 5 книги на англиски, гледал си 2 филма, значи там предаваш на децата, там лупаш зелени
1, 2, 3, глупости и довай е тук, ако легнеш у комуникация с... Ще не можеш да го разбереш, що сбора, бе, човече. Бе, тук видео Сиетъл, първ път го гледам, му викам, бро, що сбора, бе? Ще не можеш да го разбереш, брат. И му викаш, я, например, викам, excuse me, I cannot understand you. Can you speak slower, викам. Ако не го гледаш устата, очи, брат, не можеш да го разбереш, брат. Со маски ко бе наставили, брат, ние не можем да се разберем у пицерията, порачките се грешия, брат, улава тай со маската ти бръмля нещо, брат. Че не можем да се разбереме, човеч. На телефон пръв път, когато взема с американците правим обед. Викам, what the fuck. Викам, шо, кой язик е, брат? Абе, луѓе, излезете от тази филм. Мене ме жал, що държавата няма пари на сите ви плати по един авионски билет да дойдете тук да видите, брат. Че знаеш колко сленгови има, колко различни диалекти има, брат. Че колко зборат бързо. Мене от Скопјани, що съм бил цимер, на Кочански не ме разбират, що зборам, брат. Викат, брат, шо кажа, бе, шо е това, бе? Значи Скопјани не ме разбират, кочанчани, не може да се разбереме у Мајами на кафе, бе, седнали 15 души, аз зборам, нели, оти бързо зборам. Са не зборам с бързо, са и моите зборови се виши и сръбски, и български, и македонски, и църногорски. Уж може да ги приметите какви зборови лупам. Че виж си измешо, аз съм 11 години тук. Трябва да се върнам у Кочане да живеем, за да се върнам на базата. Значи 11 години, братче, примаш от това, от онам там зборови, виж се измешваш целио. Значи, и он ми вика английски, брат. Каков английски, брат? Мене скопяни не може да ме разберат на кочански диалект, братче, а не па я да разберам някои американци. И го ти рече, брата, бе, ти каков язик збориш, вика, колко години си у Америка. 2000 години да си тук, ти ако не си фул само с американци, каже го, фул ако не си само с американци обкружен, само с американци да излаваш, само с американци да се дружиш, ке почнеш да примаш, разбираш, и зборовете. И ке ти трябва 2-3 години. И те учат, разбираш, американците, например, когато грешеш зборот, проба да ти го каже какво е, нели, какво да го нагласиш, какво да го изговориш. Ама, брат, дай излезете от тази филм, брат, 11 години съм бил в Америка. Че я 11 години съм тук, брат, че ръмам по 19 сати от събайлен вечер. Слушалката ми е ушито стаяна. Слушам само за крипто само слушав за крипто. Значи 11 години и ми интересираше да найдам шо по-добра работна позиция, да направим шо по-е каналица, за да стана милионер. Я не съм дел тук английски, бе, брат, да научим. Че я никош не съм планирал да вземам, да вземам пасош амерички или да живеем тук и да градна фамилия. Че аз съм дойден с план, никой мен не може да ми предомисля този план. Ще си гледаш то строго с този план. Сега се предомислям да речем да останам, ки ми е тежко, не е ли? Ама кидам, ки се научам, знам какво се научам. Ке си платам, ке ме научат, платя се доста добра пара, едно 10 бона ки платам, професионална, брат, ки те научи на английски, има и сленг да сбориш, ако сакаш. Ще луги излезе до тази филм с тия глупи прашения, например, брат, що не знаеш английски професионално, брат. Аби доведете професорка по английски от Македония, тук я пущам да сборя с американци, няма. Доведя ли се, в Майами се запознавал македонки, сръбинки, църногорки. И ми викат, брат, во шо е? Шо е, де? Значи професорки от Балкано не може да се разберат с американци. И имав на един приятел, майка му е професорка по английски в България. Че дойде ми тук правим момент, у Калифорния, шо беше келнерката, вика, я тази жена нищо не може да разберам. Ова, вика, я па нея не може да разберам. Значи професорка и тоа професорка што е преведувала со години английски и тука е преведувала, не може да се разбере со американката. В Калифорния имаше некои збори, у пичко матер, брат. Мајами исто има много чуден акцент, ама по-така некој интересен. Нью Йорк ми ги разбирливи бе. Тука у Сиетъл, вие се западното крајбреже. Че вие тука со никако не се мешале, разбираш. Тама е у источниот дел, нели, си изпоизмешани од тип, нели, повише европјани. Тука, луѓе, че први пат ме збора, ја гледам, викам, what the fuck. Ја викам, шо зборава, сабтайтл тражев дека да го учам. Излезете, бе, брат, од тај филм, као демек, чека да не ми го рокнат видеото, да ми го блокират. Излезете, бе, луѓе, од тај филм, зашо не сум зборил англиски. Чека, бе, тука пак какви работи се појават, ке ми го изблокират видеото. Зашо не сум зборил англиски? Абе, луѓе, треба ја многу почесто да правам видеа на теми, пошто ја гледам видео дека сте, брат, дигитално неписмени повеќето. Чао.